На покана без датум, време и место не одговараме, бидејќи се несериозни, вела за телевизија 24, организаторите на иницијативата за разговори за еднината во опозицијската СРСМ. Оттаму се децитни дека нема да прифатат ниту една понуда за функција од страна на председател на социјалдемократите Венко Филипче. Од иницијативата се категорични дека во СРСМ се потребни реформи со кои партијата ќе го врати својот курс и повторно ќе му припаѓа на членството, а не на поединци. Ние подолг период дебатираме со бројни искрени членови на СДСМ и поддржувачи кои посакуваат силна опозиција. За нас дебатата е основа на демократијата, но немаме намера да преговараме со оние кои ги создаваат проблемите. Затоа му порачуваме на Венко Филипче дека Бадијала испраќа луѓе кои ни нудат високи партиски функции. Во СДСМ треба да се случат структурни реформи кои ќе ја вратат партијата на членството, ќе создадат вредносен систем кој ќе привлекува нови приврзаници и ќе создадат потенцијал за големото обединување на прогресивната демократска опозиција која ќе ја порази коалицијата на ВМРО ДПМН. Самиот факт што во наводната покана има тотално отсуство на реалност и се зборува за измислено вратена доверба на СДСМ, истата го бетонира впечатокот дека ова раководство живее во виртуелен свет. Одговорот на иницијативата доаѓа откако извршниот одбор на СРСМ донесе одлуки јавно да ги повика сите поединци и групи кои имаат забелишки или предлози за работата на партијата на внатрешна дебата, со цел, како што наведуваат, заеднички да се разговара за идните чекори и политичката борба против актуелната власт. Од СРСМ посочува дека сите прашања поврзани со партијата треба да се решаваат во рамки на партиските органи и тела, а не преку јавни настапи, медиуми или надворешни иницијативи. Секоја дебата што се однесува на СДСМ треба да се води во партијата пред органите и телата, а не надвор од неа. Вратите на СДСМ се отворени за секој што и мисли добро на партијата и што споделува прогресивни вредности. Инаку претходно во иницијативата за разговори за еднината учества ЗДО, универзитетски професори, актуелни пратеници меѓу кои Славјанка Петровска, адвокати, граѓански активисти, лекари, поранешни функционери на СДСМ, како и актуелен градоначалник.